Општинската организација на Црвен крст од Битола за прв пат прогласена за најуспешна организација кога е во прашање програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, односно општинска организација која што изработила најголем број на проекти оценети со сонце. Во последниот циклус на оваа програма за 2015 година, околу 30 на младенци од Битола изработија 12 проекти, преку кои на директен начин им помогнаа на повеќе целни групи од Битола. За овој успех на Црвениот крст денеска му беше врачен ПХВ Пехар. Оваа година изработивме 12 проекти, од кои 3 проекти се оценети со сонце. Односно, едниот проект е изградба на куќа во село Могила, другиот проект е едукативни работилници, каде што ние го прикажуваме мирот и толеранцијата на луѓето, и третиот проект беше прва помош и заедно со часови за изучување на албански и турски јазик. Многу ми е мило што годинава се изготвија 12 проекти, од кои што 3 се оценети со највисока оценка со сонце и што Пехарот оваа година се додели во Општинската организација во Битола на Црвен крст. Успеси понатамошни, ќе продолжиме да работиме и понатаму. Во рамките на програмата на Црвен крст во акција промоција на хумани вредности за 2015 година беа реализирани 184 мали проекти низ Македонија за добробит на заедницата. Младите луѓе навистина правеа многу работи во целата заедница, значи во целата држава. Од реконструкции до куќи, до изградби на рампи за хендикепирани лица, до реализирање на работилници за мир и толеранција, во кои што младите луѓе правиме еден комуникацијски канал каде што младите луѓе од различни етнички заедници доаѓаат, имаат можност меѓусебно да се запознаат. Интересно е да кажам дека програмата покрај активен пристап во живот токму тоа го промовира мирот и соживотот и толеранцијата во нашата земја. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма која 17 години назад континуирано се имплементира во Македонија од страна на организациите на Црвениот крст. Целта е вклучување на младите во заеднички проекти за помош на ранливи категории, преку кои ќе се гради взаемно разбирање, толеранција и култура на диалог како основен предуслов за создавање на интеркултурно општество.